Биткоин заедницата реагира бурно по најавите дека Morgan Stanley Capital International ќе ги исклучи крипто трезор компаниите од своите индекси во 2026, што предизвика повици за бојкот на JP Morgan. Инвеститори повлекуваат капитал од банките и тврдат дека оваа политика е удар врз компаниите што држат биткоин како дел од својата стратегија. Селор одговара на најавите и објаснува дека нивната компанија не е фонд, ниту траст, ниту класична холдинг компанија. Тој вели дека активно создаваат и управуваат со финансиски продукти подкрепени со биткоин, што е различно од пасивно држење средства. Новите правила на Morgan Stanley Capital би значило дека секоја компанија со над 50% биткоин во билансот ќе го изгуби местото во индексите. Тоа може да доведе до автоматски продажби од фондови што мора да следат строги критериуми што потенцијално создава дополнителен притисок врз пазарот. Во меѓувреме волатилноста на биткоин повторно расте. Останува да се види дали институционалните инвеститори ќе продолжат со својата стратегија или ќе следи нов бран нестабилност што ќе влијае врз целиот крипто пазар.